Помина речиси 20 кусур години откако прв пат прошетав низ Демихисарската регија, поточно речено низ неколку демихисарски населени места, меѓу кои и во славно Смилево, а и за ова населено место направив документарна репортажа. Почитувани мои, ете како што вели народот, по 20 години повторно дојдов во демихисарското село Смилево, на шан ден на патрониот празник на многовековниот манастир Свети апостоли Петар и Павле, меѓу демихисарци попознат како Смилевскиот манастир, по покана од членовите на црковниот одбор од ова село, да направам нов документарен запис. Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во ова село, а смилевци да ми бидат мои домаќини, а јас да бидам дел од сенародната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација во ова село. Навистина се радува што во вистинска смисла на зборот и јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните од ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано како што било некогаш, така и сега. А дел од овие стари адети, обичаи, кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат во ова село, преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви пренесам и вие што се бели да бидите дел од нив во овој аудио-визуелен документарен запис. Почитувани мои, мојот стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, беше малку видоизменет. И овој пат во ова село дојдов со моето возило, со стариот руски джип со камазот, кој речеси 20 кусур години ми е верен сопатник, но не рано зитрината, туку во приклучерината. Може би се прашувате зошто во приклучерината? Почитувани мои, да го фатам заслугот вечерното богослужение. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони во Република Македонија. 30 години патувам низ нашите заборавени села. Неколку пати сум го посетил руралниот регион Демихисар. Ете, така да речам, по покана од мештаните од славното село Смилево на нивниот патрони празник на селото Свети апостол Петар и Павле, кај народот попознат како Петроден, дојдо во селото Смилево да направам еден нов документарен видеозапис не за само славното село Смилево, туку и да ви пренесам дел од празнувањето на апостолот Свети Петар и Павле, на апостолите Свети Петар и Павле, овде во селото Смилево, овде во многовековниот духовен македонски православни христијански црковен храм, манастирот Свети Петар и Павле. Почитувани мои, пред да ви пренесам дел од заслугот, вечерното богослужение посветено на светите апостоли Петар и Павле во Смилевскиот манастир, дел од ова предвечерно сенародно празнување, предлагам да ве запознаам со така народски да речам со денешниот изглед на селото Смилево. Кога ќе дојдете во ова населено место, најсетне така да речам ќе ве пречека срцелото, но не од оној класичен тип, затоа што речиси нема ништо што ќе ве присети на она што некогаш било. На старото одавно му замина времето, новото се уште надоаѓа. Во Смилево ги нема поранешните калдрамисани селски патчиња и сокачиња, ни водамна ги има покриено асфалтот и бетонот. Секој добронамерник кога ќе прошета низ некогашните селски сокачиња и патчиња, ќе ја забележи старата традиционална македонска чашичка архитектура, која и денес ја има зачувано ова село, која се карактеризира со куќи чардакли, чие приземје е изидано од камен, каде се наоѓаат просториите за чување на добитокот и амбарите за жито, и кат исто така изидан од камен
Опашен со вертикални, хоризонтални греди, летви, ковани со штички, испреплетени прачки, материсани со глинена кал, измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови и со големи тешки порти, но ќе се одушеви и од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Смилево не е заборавено село во Република Македонија. Пред вечерните сончеви зраци, милувајќи го селото Смилево, пред се манастирскиот комплекс Свети апостоли Петар и Павле, ја навестуваа празничната атмосфера, а од соседните изнаселени места на селото Смилево, како бившиот Гердан, се зареди народ во правец на манастирот. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да ви пренесам дел од засловот, вечерното богослужение посветено на светите апостоли Петар и Павле во Смилевскиот манастир, дел од ова предвечерно сенародно празнување, предлагам да ве запознаам со моите досегашни сознанија за овој манастир, меѓу демихисарци попознат како Смилевскиот манастир. Манастирскиот комплекс Свети апостоли Петар и Павле се наоѓа на само 5-6 километри североисточно од селото во Смилевската корија, окружен со многолетната дабова шума. Според пишаните документи, ова македонско христијанско православно духовно светилиште датира од првата половина на 14 век. Манастирската црква првпат се споменува во отоманскиот пописен дефтер за Битолската нахија од 1468 година. Исто така е регистриран и во пописниот дефтер од 1568 година и во пописниот отомански дефтер број 99, кој се води за Демихисарската нахија од 1742 година. Ова многовековно духовно светилиште е забележано и во Слепченскиот кодик од 16 век, со мощни разновидни форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Овој манастир бил световен духовен и просветен центар во кој се ширело православието во овој дел на Демихисарската регија. За Смилевскиот манастир историографијата се уште води полемика до кога постоел, кога е разрушен, но се смета дека во 1878 година повторно е реобновен врз дел од старите темели, чии темели се дел од ранохристијанска базилика. Во манастирот целиот животен век го поминал игуменот Петар Гарец, чиј семеен род потекнува од селото Гарин. Петар Гарец се смета за ктитор и прв наставник на манастирската црква, кој што на празниот простор кој се наоѓал околу неколкуте стари црковни дабови, каде што извирала лековита вода, пред 150 на години најсетне ги изградил темелите, а потоа и манастирската црква, која била средна по големина, со нартерс од надвор. Игуменот Петар Гарец исто така ги изгради манастирскиот конак и манастирската фурна. По упокојувањето на игуменот Петар, нов настојник во манастирот доаѓа Захарија Стојанов, кој во манастирот заедно со неговото семејство останува се до првата Балканска војна. За време на Втората Балканска војна, настојател во манастирот е монахот Козма, чие негово упокоение се наоѓа во манастирскиот двор. По упокојувањето на монахот Козма, грижата за манастирот го презема семејството на Петар Гарец, кој заедно со мештаните од речиси сите демихисарски села ја реализираат неговата пресмртна желба на местото на старата манастирска црква во 80-тите години на 20 век изградија нова манастирска црква, а ја осветија во 2018 година.
Почитувани мои, небото беше ведро, времето релативно топло, летно, сонцето на заоѓање, а месечината со сиот незин сјај од небото го осветлуваше црковниот двор, прилагодено за окото на мојата камера да го долови секој празничен детал. Црковниот двор беше препон со народ. Во манастирскиот двор пристигна парохискиот свештеник Тони Смутковски во придружба на неколку свештеници од Демихисарската парохија. Како што е редот, прв меѓу еднаквите, пред царските двери, пред светиот престол се поклони парохискиот свештеник, а по него свештениците од Демихисарската парохија. Започна со вечерното богослужение, посветено на светите апостоли Петар и Павле. Почитувани мои, предлагам дел од ова духовно богослужение да преследите во продолжение на оваа репортажа. Немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот или пророците. Не сум дошол да го нарушам, а да го исполнам. Зашто вистина ви кажувам, додека постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени, додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали заповеди, и така ги научи луѓето, најмал ќе се нарече во Царството Небесно, а оној што ќе ги исполни и поучи, тој најголем ќе се нарече. Во Царството Небесно. Окото на секој добронамерник, праќајќи го својот поглед во правец на хоризонтот на местото викано ѓават кол, не може, а да не го забележи селото Смилево, распослано во Смилевската долина, која со милениуми ја живопишува Смилевска река, сместено во северозападната падина на Бигла планина, со куќите наредени како монистра, на чиј ѓердан е прекрасното здание манастирскиот комплекс Свети апостоли Петар и Павле, меѓу народот попознат како Смилевскиот манастир, кој раскошно блескотеше по зраците на Демихисарското утринско сонце. Уште и сутрината, како бисер ѓердан, се заради долга колона на разнолики возила и врв улица народ во правец на Смилевскиот манастир. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Се очекуваше митрополитот Преспанско-Пелагоновски, господин Петар, заедно со дел од свештениците на Битолското црковно наместништво. Година ја почнувам, па ретко година да сум прескочил. Што е тоа што те влечи да дојдеш во Смилево, ова историско место, во Република Македонија, одека во манастирот, кој што со векови постои овде? Местото, манастирот, луѓето, гостопримливоста на смилевчани, и јас пораснав со нив, битола се школував, живеев кај Граматковци, бевни побратими и ме влечи тоа. Рече дека си од која си од поподекла? Кривени. Ајде направиш една споредба, кој е пубаво место, Смилево или Кривени? Не можам да речем за тоа. Родното место пубаво. Посекогаш. Која му е летната слава на твоето село? Ѓорѓовден. Може ли да се сетиш како беше пред 30 на години за Ѓурѓовден, за Великден, за Спасоден, за Божик? Тогаш се спремаше, никогаш сега за Великден тоа се прави и за Божик, секоја куќа, секоја фамилија по две јагни да се колеше. Една на вечерта кој ќе доаѓа гостите, една за ручек за другиот ден.
музика, по визита се одеше, сега се изгубе, ништо не остана ни откривени, две фамилии и тие дотрајани. Од 100 куќи село. Утро! Нека е дено за новогодини. Од каде сте? Смилево. Од Смилево. Вашето име? Бистра. Бистра. Од која фамилија си? Од Чипуровци. А ти? Јас сум од Чипуровци. Така. Смилевец. Так. Кој ти е името? Елизавета Презиме? Геневска Од кое место си? од Смилево. Кој деление си? 601. Во кое училиште учиш? Раме Груа. Како ти се вика учителката? Класната? Ана. Строга или добра? Добро. Што ти оди повеќе? Математика, македонска, физика, ликовно, музичко? Лико. Ликовно, што сакаш да бидеш кој ќе пораснеш? Сликар. Сникарка, да си здрава и жива. Ајде, нека дено за новогодини. Добро утро. Нека е дено за новогодини. Како се вика малата? Јана, Божидар. Твоето име? Благој, Презиме? Кузмановски Од Благој. која фамилија? Од Драгарино сме ние. А ти? Не од Смилево. Исто од Смилево? Од Драгарино, не од Смилево. Драгарино? Да. Каде се наоѓа тоа село? Пред Кукуречани, од Кичево поđодиш надо. Така. Дојдеш често пати овде во манастирот. Ајде направиш една споредба Драгарино и Смилево. Кој е побаво место? Драгарино е мало место, 18 куќи. Ама родно место. Родно место мислам. Така е. Нека ти е здрава и жива фамилијата, па да се видиме за до година побројни и нека ни е здрава и жива Македонија. Амин, вечна. Добар ден. Нека е денот за новогодини. За многу години да е ден. Како ти е името? Како се викаш, како ти е името? Веле Кипра, Од кое место си? од Смилево, Кецкари, Од која фамилија? од Кипровци, Од Кипровци. Како се викаше дедо ти, баба ти, татко ти, мајка ти? мајка Риста, Така? Татко ти? татко Павле, Мајка- Коста, Мајка ти од каде е? од Чуклевци, Од Смилево? од Смилево, Така. Бе, ти е домашна слава тебе. Петрове, Може ли да се сетиш како беше прославата на Петрове пред 30 години? исти беше овако, Исти беше, а? исти, Што години имаш? 78, Те служи здравието? Те служи здравието, белам? не служи тарници, Така. Бабичката ти е жива? Бабичката ти е жива? не ми е, Од кај ти беше таја? една година завчера, Така. Од кај ти беше? од Ковач, Од Ковачи, а? Како и беше името? Мица, Колку Господ челат би даде? Колку Господ деца би даде? колку деца? Аха. Две, Машки и женски. женско и мачко, Како се вика? Јованка и Павле, Колку нучина имаш? Нучина, Косте, Други имаш? и од Јованка, Анđела и Николче. Кој ти се помили првото или сугарето? Исти ми се мили. Нека е дено за новогодини.
години. Немат разлика ту. Нека е денот за многу години. Како ти е името? Името ми е Константин. А презиме? Од кое место си? Смилево. Кај учиш? Во училище да даме се да Смилево. Кој деление си? Там се има отделение. Колку сте ученици во делението? Во отделението сме 4, а во цело школу сме 16. Како ти се вика другарчината од твоето деление? Горчината ми се вика Михаела, Фат, Мириелона. Така, кој ќе прочиташ низ Милево. Што е тоа убавото во селото? Најубаво цара се спомените од старите инденци, природата, се. Како се викаш? Презиме? Ковачевски. Колку години имаш? 7. Одиш на училиште? Да. Во кој училиште? Во Даме Гулев? Овде во Смилево? Да. Колку ученици сте? Во класот? Аха, во делението. 4. 4, а? Како се вика другачината твои? Голчината мој? Аха. Мисля Изабета, Валерија и Стефи. А учителката што те учи? Суза. Добра или лоша е? Добро. Што ти оди поќе? Македонски, математика, ликовно, физичко, музичко? Најповеќе ми оди, мислам, математика, да. Математика? Да. Што сакаш да бидеш кога ќе порастиш? Да снимам. Да снимаш? Ајде да се ми завиши. Достойно е сјаково издено, блажените. Лимузината во која се возеше владиката Петар застана пред цркавната порта. Митрополитот Пестраско-Пелагонески господин Петар во последна црковна одора, предвидена за вакви празнувања, излезе од лимузината. Парохискиот свештеник Тони Смутковски, првиот меѓу еднаквите, од името на манастирскиот одбор го пречека владиката. Длабоко му се поклони, го бахна сребрениот владички крст, се подистави од десната страна на владиката. Владичкиот жезл кој со левата рака го држеше владиката Петар, го накоси малку надесно, со ишеред на очите му даде дозвола на парохискиот свештеник да го земе владичкиот жезл, да го почува. Парохискиот свештеник го прибра во неговите раце, кој стоеше во владичината лева страна. Митрополитот си го подсреди петрафилот. Отецот Тони Смукловски ја бакна владичината десница, со левата рака му го подаде владичкиот жезл, овој задоволна климна со главата, давајќи му знак дека одлично си ја извршил работата. Како што е редот, прв меѓу еднаквите во црковниот двор влезе митрополитот Петар, а по него свештениците од Битолското црковно наместништво, каде наредени како шпали испреплетена засадена винова лоза го пречека соборскиот народ. За многу години. Божиот храм, владиката направи уште едно црковно метание.
Со двете раце ја потвати камилавката, ја подкрена, ја подзаврте, го бакна крвчето кое се наоѓаше на неа. Се поклони пред царските двери, го бакна светиот престол. Започна утринското богослужение во чест на светите апостоли Петар и Павле. Почитувани мои, предлагам дел од ова духовно богослужение. Na Gospoda da se pomolime, Gospodi. Tvojite arheri, Gospodi, ke se obraća Tvo pravda, prepodobnite Tvoji suradnika, dostojan svega i svetoga, tako da prosveti sja sve Tvoj prečeloveki, jako da vidja dobra dela Tvoja i proslavljat Otca našego, i že jest na nebesnje, всегда нине и присно, и во веки веков. Амин. Владыко,
секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто на Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Православен род наш християнский, да дословне Господ Бог царството свое, постоянно сега и секогаш, и во веки веков. Архиерейството Твое, да дословне Господ Бог царството свое, постоянно сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Блаженнейшиот архиепископ наш, Стефан и преосвещениот епископ наш Климент, святейшите патриарси, блаженнейшите архиепископи, високопреосвещените митрополити и преосвещените епископи, сиот свещенички и свещеномонашки, дјаконски, монашки чин, и сиот им црквоин, да го спомни Господ Бог, своето царство, постоянно, сега и секогаш, и во веки Боже, заштити не, спаси, помилуй и запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуй. Ја пресветата, пречиста, преблагословена, и во веки веков. Амин. Естествено нам благословиво, овој век и Господен Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Боже наш, благослови го овој век и Господен Дух, сега и секогаш и во веки веков. Браќа и сестри, денеска во славно Смилево, овде на вакавското место кое го викаме Ѓават кол, празнуваме во чест на прво престолните меѓу апостолите Свети Петар и Свети Павле. Му се молиме на Бога и на првопрестолните апостоли, Свети Петар и Свети Павле, да ни дадат мир, долг живот и здравје, благословуваше митрополитот Петар. Апостолите Петар и Павле поднесоа огромен труд и претрпеле невројатни страдања. Апостолот Петар проповедал со таква сила
па еден ден наеднаш покрасил 2-3 илјади луѓе. Лекуваше безнадежно болни, дури воскреснуваше и умрени. Тој беше првиот затворен од Христовите првопрестолните апостоли, понижен од јудеите, но на сето тоа се радуваше затоа што без страв го проповедаше Христа по разни страни на светот. Апостолот Петар ги покрасти и двете жени на римскиот император Нерон, затоа истиот император го распна на крст, говореше митрополитот Петар пред соборскиот народ. Апостол Павле го проповеда Божиото Евангелие. За време на неговите мисионерски патувања напишал 14 посланија, кои според зборобите на свети Јован Златоуст стана ограда на Светата црква, направена од непобедни камења од најцврст гранит. Со неговата сила на ученост и ораторска способност обраќал илјадници луѓе во христијанството. Тој бил каменуван, прогонуван, протеруван, понижуван, малтретиран и претрпел најразлични понижувања, а се заради Христа. 30 мажи се законнале дека нема да јадат, ниту да пијат, се додека не го убијат, но со промисла Божја, тој го продолжил неговото служење, беседеше владиката Петар. Во една стихира во службата на свети Петар и Павле се вели: Господи, на Твојата црква си и дал тврдина, Петровата цврстина и Павловиот разум и светла мудрост. Петровата цврстина е храброста во исповедувањето на верата и страдањето. Самото име Петар, кое го доби од Господа, што значи камен, како што и Петар цврсто го исповедаше својот учител, Синот Божи. На каменот на тоа исповедување, на таа прва православна вера во Господа Христос, ја создаде својата црква, Павловиот разум. Тоа е таа невообичаена мудрост која веќе на 2000 години ги привлекува срцата на луѓето кон Бога. Навистина, во историјата на луѓето не може да се најде поумен човек од апостол Павле. Тој може да се споредува со премудриот Соломон. Апостол Петар целиот негов живот се кајал заради неговото трократно откажување од својот учител и покрај тоа што Господ му прости на Петар за неговиот грев со трократното прашање: ме љубиш ли? Апостол Петар никогаш не може да си прости, беседеше владиката. Ако ние не можеме да ја достигнеме таквата силна вера каква што ја имал апостолот Петар, кој можел да оди по вода, да воскреснува умрени, и ако ние не можеме да ја достигнеме божествената мудрост на апостолот Павле, кој се неговите зборови обратил илјадници луѓе кон Христа, тогаш да се потрудиме да ги поддржаваме во нелицемерното покаяние и длабокото смирение, сега и во сета вечност, за да добиеме вечен и блажен живот. Амин. Заврши со беседата митрополитот Петар. Почитувани мои, предлагам делот сенародното празнување во селото Смилево во чест на светите апостоли Петар и Павле да проследите во продолжение на оваа репортажа. Свети Петар и Павле нека помогнат беричит на Македонија и на народ македонски. До година да бидеме побројни. Ti
Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Високо преосвященнейший Владыко, святый благослови. Боже, благослови го ядењето и пиењето на Твоите слуги, умножи го ова света обител, ова село, и сели од свеца, што светци сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Честит нека е празник Господи, Петар Влади, за много. На мојот престој во славното Смилево, поточно речено во манастирот Свети апостоли Петар и Павле, му се ближеше крајот. Го оставам соборскиот народ да си ја празнуваа многовековната слава, со едно довидување, до скоро видување, само Господ на сите нам саде здравие да ни дава.